Со предавање и средба со учениците од кочанските училишта и со едукативни совети за тоа колку е од голема важност да се вакцинираат децата и од што штитат вакцините, Центарот за јавно здравје Кочани ја одбележа неделата на имунизација. На предавањето пред учениците беше истакнато дека секој човек заслужува да биде заштитен од болести, што може да се спречат со вакцинација и да игра клучна улога во заштитата на другите со тоа што ќе одбере да се вакцинира. Имунизацијата спасува милиони животи и е широко признаена како една од најуспешните и најекономични здравствени интервенции во светот. И самата суштина на неделата на на имунизација и самото предавање ќе бидат, целта е тоа да се запознаат децата со кои вакцини, зошто се вакцинираат, што е бенефитот од вакцините, значи да бидат запознаени со сите заразни заболувања против кои има вакцина и огромното значење на имунизацијата. Кочани и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје имаат висок процент на опфатеност на имунизација, истакнува доктор Карамфилова. Кај нас во Кочани и воопшто во градовите што ги покрива нашиот Центар за јавно здравје, опфатот со имунизација е доста висок, да речеме во Виница, Пехчево, Берово 100%, исто и во Делчево и во Кочани е многу висок, од посекуваните над 95% е опфатот, со исклучок на МРП и ХПВ вакцина. Сепак, кај одредени родители се јавува скептицизам во однос на вакцинирањето на своите деца со одредени вакцини. Лекарите објаснуваат дека тоа се должи на неинформираноста на родителите. Тоа е резултат, за жал, на антивакцинални кампањи кои немаат никаков научен основ. Значи, нема воопшто никаква опасност од аплицирање на овие вакцини. Значи, сето тоа е резултат на една неинформираност или недоволно настапување од страна на нас како медицински лица. Значи, вакцината воопшто не треба ни да ја браниме, колку е таа ефикасна и добра, покажуваат самите резултати, покажува тоа што во минатото против некои одредени заболувања заразни, да речеме годишно, 70-тите години, морбили, годишно во просек имало над 9255 во просек годишно заболени и паралелно со тоа и голем и морталитет. Против пертузис, да речеме, за пертузис, истите тие години, 60-тите, 70-тите, над 6000 на годишно ниво, значи тоа се едни огромни бројки, а денес за многу од тие тешки заразни заболувања против кои ги штитиме децата со вакцината, значи многу од нив се или ерадицирани, или Македонија е ослободена од тие заболувања, како да речеме полиото. Македонија од 2002 е полио фри кантри, значи слободна од полио. Значи, бенефитот воопшто не треба да ги браниме вакцините, него само уште еднаш да повториме, да ја стакнеме огромната нивна важност. Сепак во светот има повеќе од 19 милиони невакцинирани или недоволно вакцинирани деца, што представува сериозен ризик за заболување од сериозни болести. Светската недела на имунизација, која што се одбележува во текот на последната недела од април, од 24 до 30 април, има за цел да потекне поголема акција за имунизација ширум светот, со што ќе се стави акцент на важноста на улогата што секој може да ја игра во оваа акција на индивидуално и колективно ниво.